Секогаш имаме потреба да направиме нешто ново и нешто различно. Секогаш кога јас ја имам таа потреба, се вртам кон азиска кујна, мексичка кујна или нешто што не е стандардно во вкусови во нашата кујна македонска. Денеска ќе подготвам ракчиња. Пакет МК ми доставија убави свежи ракчиња од нивната рибарница. Не знам дали знаете дека може да порачате свежа риба и морски плодови секогаш на вашата врата до точно одредено време. А денес, повторно со помош на нашите помагатели, Витаминка, Карес, Пакет МК и Горење, ќе создадеме едно мноштво на вкусови кои се надевам дека ќе се најдат како рецепти и оброци во вашите домови. Денеска ќе подготвиме ракчиња на поразличен начин од оние кои сум ви ги презентирала претходно. Ракчињата ќе ги подготвам така што ќе ги пржам во маслиново масло, меѓутоа ќе им ставам убава количина на лук, малку црвен пипер, убаво ќе ги джишнам на висока температура во мојот убав вок од Карес и ќе сварам малку ризови нудли, тие ќе ги послужам како подлога за да ги ставиме ракчињата дозгоре и ќе направам еден екстремно лут сос за оние кои сакаат на тој начин да ги конзумираат. Начинот на кој се подготвуваат ракчињата е многу едноставен. Тоа веројатно не морам ни да ве учам, доколку сте љубители на морска храна. Убаво, врело, загреан вок, ќе му ставиме убава количина на масло и внатре ги фрлате во загреана тава. Ракчињата се готови, ќе видите, значи не знам дали може да забележите, ова е свежа ракче заедно со селушпа, убаво и ароматично. Тие се доста еластични. Кога ги пржите ракчињата на висока температура, треба многу да внимавате. Месото и протеинот на морските плодови е многу нежен и под действена температура може да го преварите, односно да го направите тегав и да не биде вкусен. Јас барем се водам од ова, веројатно познатите готвачи и сите оние кои учеле готвење за разлика од мене, се имаат нека друга техника како тоа го пратат кога прават морски плодови. Јас се наставам да користам најноставната техника. Доколку е право исправено, не е готова. Доколку е собрано во форма на О, тогаш е преварено, односно сте претирале, а ракчето за да биде совршено направено треба да биде во совршена С форма, односно С форма, наша македонска. Така ќе си го гледаме и ние, ќе го провериме вокот дали е готов. Не влажнете раката. Кога ќе видите готов е, кога ќе ставите неколку капки вода, мали капки вода треба и тие треба како мали бисерчиња да се движат по дното на вокот и тогаш е доволно голем. Ќе ставам маслиново масло, можеби не е соодветно, брилијант маслиновото масло е толку прекрасно, толку фино во вкус за да може да го пржете, ама јас ќе си дозволам да го испржам денеска затоа што ми е преубаво на вкус и сакам тоа да биде главната состојка што ќе ги ароматизира ракчињата. Далеко од тоа дека нема да издржи, но гледате веќе чади и внатре одат ракчињата, половина ќе ги употребам сега, другите ќе ги чувам за супата од нудли. Ево ќе задржам за супата од нудли. Да, звукот е малку понепријатен, но потребен за ракчињата да се испржат. Ракчињата гледате дека се прозирни, односно има транслусентна боја. За кога тие се готови, веќе ја менуваат целата боја и стануваат убави розови, тогаш знаете дека се готови. Имам единствено како зачин ќе искористам маслиновото масло на Витаминка, сол, бибер, црвен пипер и 3 чешниња лук. Ќе ги измечам. Сакам тие да се баш со својот автентичен вкус, а само збогатени со убавото масло брилијант. Додадете ги конфетите од лук. Често знам да направам и само сос од многу маслиново масло и внатре да ставам чили пиперче, затоа што сакам огин лута храна. Се смеев пред некој ден кога ме прашаа што конзумирам најмногу од храна. Верували ли не, тоа се феферонки. Кај мене се консумираат буквално една тегла на 2 дена.
црвен пипер, блак, за да им помогнеме дополнително да се обојат, и бибер. Убаво и дарежливо. Ќе им дадеме некоја минута додека не се подготват комплетно. А за тоа време сакам да ви направам еден сос. Ќе ги послужам со ризови нудли на другата плотна, само заради организација на мојата даска. Имам зовриена вода, внатре ќе ставам убав прстофат сол. Може да го искористите доколку сте љубители на азиските вкусови, може да ставите и од оние зачини, бамбусови зачини кои доаѓаат во комплет со оризовите нудли. Зовриена вода и внатре одат оризовите нудли. Им треба само 2-3 минути за да се подготват соодветно. Само да ги превртам за сите да бидат соодветно испржени. Направете си некоја убава пијачка. Ова е едно совршено мезе за секогаш кога немате идеја што да правите. Мојот шејкер од карес. И ќе го направам сосот. Сосот ќе го направам на база на витанез, бидејќи сметам дека одговара силниот и убав вкус на витанезот заедно со ракчињата, меѓутоа ќе го послужам на страна заради тоа што можеби некој па и не сака лута храна. Ова го правам за себе. Значи ќе ставам цела, видете тука имам, мислам дека четвртина шолја чили. Ставете витанез. Тука имам сокот калинка, фиш сос, богато и луто чили. И изгмечам уште 2 чешниња лук. Само да ги држиме на око ракчињата. Би било штета ваква убавина да пропадне, само заради тоа што јас не сум била добар менаџер на време. 2 чешниња лук. Одат во шејкерот. Убаво ќе протресаме. Внатре има топче. Не знам дали знаете дека овие шејкери внатре има топче, помага да се спојат сите состојки многу поубаво. И тоа е тоа. Дел ќе оставам на страна, а дел ќе го джишнам со ракчињата. Убаво посолете. И уште едно вртење и мислам дека се готови и спремни за послужување. Последно фрлање, половина ќе ги задржам да бидат само така за конзумирање. Во останатата половина ќе додадам од сосот кој го направив. Лут, убав и зачинет сос. Ќе земам една цела китка Макдонос, грубо ќе ја исечам. Само листовите. Ќе ги облеам ракчињата со преубавиот сос. И на крај, оризовите нудли кои веќе се сварени. Оризовите нудли имаат многу поразличен вкус од тестанините кои ние сме навикнати да ги користиме. И дадете им шанса, бидејќи се работи за поуникатен вкус кој можеби ќе ви се допадне. Поздрава варијанта се од тестанините кои ние сме навикнати да ги конзумираме. Последно фрлање во воздух и моите оризови тестенини со
зачинети ракчиња со сос. Следно што ќе ви подготвам ќе биде една повторно азиска чорба, која повторно ќе има ракчиња, но ќе додадеме и други елементи. Останете со нас за да видите што може да биде следниот избор за вашиот оброк, можеби во деновите кои доаѓаат. Направивме ракчиња, едните ги оставив да бидат такви за конзумирање. Можете да ги конзумирате со некоја добро узо, можеби, или не знам, нешто што ви се допаѓа и сакате да го конзумирате како алкохол. Јас не сум некој пијач на алкохол и не можам да ви дадам совет што да конзумирате со моите ракчиња, а другото е во форма на оброк, каде што употребивме оризови нудли, мал додаток како сос, а следно што ќе ви подготвам ќе биде една азиска супа. Азиските супи се познати по тоа што се многу лесни за конзумирање, односно начинот на кој се прават е многу различен од нашите чорби. Нашите чорби сме навикнати да пропржиме кромит, да пропржиме, не знам, целер, пашканат, сите оние зеленчуци кои ароматизираат чорбата, а потоа да ја згуснеме, да додадеме некое месо, меѓутоа сето тоа прво да помине низ процес на пржење, да се интензивира вкусот, односно маслото да ги активира сите молекули на вкусот кои се наоѓаат во различните состојки, а азискиот пристап е малку поразличен. Повеќе се концентрирани на варена храна, односно супите и чорбите ги прават со тоа што прават една зачинета течност, која е супата, најчесто ја прават со зачинат бамбус или некакви дехидрирани ракчиња, морски плодови, пилешки елементи, зависно од супата и рецептот кој сакате да го направите. Јас денеска ќе ги скомбинирам двата методи. Не знам дали е тоа правилно, не знам дали е технички исправно и не знам дали тоа некој добар готвач ќе го одобри, но јас тврдам дека мојата супа има еден исклучителен вкус. Ќе ги измешам како техники само заради тоа што печурките, денеска ќе користам шитаке печурки, тие се исклучително ароматични, имаат една нота и еден многу интензивен вкус. И сметам дека треба да бидат баш интензивирани и магнифициран тој вкус на шитаки печурките и ќе ставам неколку ракчиња. Би било супер, исто така, тотално не е погрешно ако сакате да ја користите азиската техника и да ја сварите чорбата па се да фрлите внатре, но јас денеска сакам да ги скомбинирам. Ќе ги пропржам шитаке печурките со малку лук и моите ракчиња, а потоа ќе ја направам супата и внатре едно по едно ќе ги додавам останатите состојки. Ќе згреам вода, за да ми се згрее водата која директно ќе ја ставам во тенџерето каде што ќе ја готвам чорбата и ќе започнам со додавање на сите состојки. Секако нема убава чорба без маслата на витаминка. Денеска за ова ќе искористам сончогледово масло. Азиската кујна во суштина се базира на оние палмини, сусамови масла, односно се оно што е кај нив достапно, нели во дивната средина, но мислам дека нашето сончогледово масло, посебно брилијант, е ненадминато во однос на таа неутралност на вкусот и сузбивање на таа интензивна миризба на сончогледовото семе и затоа јас ќе го искористам како подлога за да ги најпрви ќе ставам 4 чешниња лук. Ќе исечкам 4 чешниња лук на крупчиња, затоа што сакам да имате можност, нели, кога ќе земете од чорбата, да имате и парченце лук. Може и да го измечите ако повеќе така преферирате, да не бидете изненадени од големо
парче лук, но јас мислам дека подобре е кога ќе биде на крупчиња. Ставете ги во маслото. Ниска температура, за да не изгорат. Не сакате изгорен лук во вашето јадење. Следно што ќе насечкам се печурките. Имам преубави шитаке печурки и тие сакам да ги сечам на тенки лентички, заради тоа што шитаке печурките се малку потегави печурки, не се така нежни како шампиньоните, како буковката и бараат малку потенко присуство. Барем јас мислам, не знам, може би грешам. Сите рецепти кои ги презентирам кај вас, пред вас, во суштина, мора малку да го изгладам маслото, сите рецепти кои ги презентирам пред вас се моја перцепција. Тврдам дека еден човек дури да прочитате рецепт од интернет или од некој готвач или од било која книга и доколку решите да почнете да го подготвувате сами, тврдам дека нема да излезе две личности да го прават тој рецепт, нема да излезе иста. Тврдам дека е така, заради тоа што сите имаме различен сензибилитет на восприемање на мириси, на вкусови и за да бидат вашите јадења вкусни, барем тоа е мојата перцепција, смятам дека треба да имате баш јасен став за тоа што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа. Кога ќе имате јасен став за тоа што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа, тогаш многу лесно ќе може да ги правите комбинациите и да ги менувате рецептите. Дали е тоа правилно или погрешно, никој не може да ви каже. И јас сум противник на тоа дека да, ако сакате да работите во одреден ресторан и да служите елитна храна која треба да исполни некакви стандарди, секако треба да имате обуки и сето тоа да го имате поминато за да можете да ги задоволите мноштвото на вкусови. Но доколку правите храна дома, а домашната кујна е основа, јас мислам на секоја феноменална кујна, па дури елитните ресторани, сметам дека она што треба да го имате е став. Што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа. Потоа треба да имате храброст да пробувате нови состојки. Јас многу често ги пробувам и живи состојките, само заради тоа што сакам да почувствувам кој е нивниот основен вкус, за да знам што со што одговара. Па дури кога преземам рецепти, односно се инспирирам од некои рецепти, секогаш тврдам дека имаат мој печат, заради тоа што прво не го користам истиот начин на подготвување. Не знам. Знам да си дозволам да не го пропржам лукот иако така било наведено, само заради тоа што имам став дека мојот начин поинаку ќе ги подготви нештата. Така и со оваа супа, така и со оваа измешана техника на пропржување па варење. Иако сум голем фан, морам да ви кажам дека сум голем фан на азијската кујна, на сите оние лесни, посебно јапонски рецепти, каде што имате голема чинија пред вас со супа, а имате тинко исечени парченца на зеленчук, месо што и да, и со стапчиња или со пинцета, само ги проварувате и така ги конзумирате. Некоја од следните емисии можеби тоа ќе ви го покажам. Ќе додадам малку сол за да ми ја истиснат водата. Нема да претерам со солта, заради тоа што понатака ќе ароматизирам супата со сите оние бамбусови и други зачини кои можете да ги најдете во маркетите, веќе можеме да ги најдеме. Следно што ќе додадам се ракчињата, неколку. Тие се тука да ароматизираат чорбата и да ја направат да биде замирисана, односно да го има тој мирис на морето. Само неколку ви се доволни. Не мора да чекате да се подготват ракчињата, само благо пропржете ги, за да се пијат од тој убаво ароматизирано масло и водата веќе е готова. Ставам убава количина на вода. И ќе продолжам со додавање на останатите состојки. Водата ќе ја оставам да врие повторно на тивко, заради тоа што така ракчињата полека и споро ќе се подготвуваат, а јас ќе ги додадам останатите состојки кои во овој случај преферирам да бидат сварени. Имам еден морков, ќе го исечам на кибритчиња, затоа што
Така ми е пофино да изгледа. Не мора да го направите тоа. Пред некое време ми забележија, разговарав со пријателка и ми забележија дека во сите снимања и многу емисии цело време кажувам дека не мора вака, не мора така, века има многу од нас што не знаат како и кажи ни како да следиме точен рецепт. Јас сакам оваа емисија да ви послужи како инспирација. Не сакам да ве учам да готвите, не сакам да ви наметнувам своји ставови, своји вкусови, туку навистина сакам само да ве инспирирам и да ве охрабрам да експериментирате и да станувате полека вешти во кујната, секако додека сето тоа го правите за хоби и да ја нахраните фамилијата и блиските. Ставете ги во чорбата. Го ставив муркова, заради тоа што него му треба најмногу време да се свари. Ве гледате, ракчињата веќе почнуваат да се проваруваат. Ќе ставам една лажица зачин, азиски зачин за чорба, кој може да го најдете дополнително во оние нудли кои доаѓаат во пакувањето. Ќе го промешам. Имам рендан џумбир. Тоа е неизоставен дел од оваа супа, од ова азиско искуство. Замириса феноменално. Имам малку спанак. Ќе го исечам на лентички, заради тоа што ви треба да се појави само нежно, како нишка во преубавата и нежна супа. Исечете го на што потенки лентички и ќе го додадеме скроз на крајот на супата, значи не треба многу време. Ги пропрживме сите состојки, сега како што ќе ги додаваме и после тоа само 2-3 минути супата е готова, заради тоа што сите состојки кои внатре ги ставивме се баш нежни, освен морковот, а него преферирам да биде крцкав кога ќе имате нели кога ќе земете залаки, ќе имате нешто да загризате. Додадете го спанакот. Едно кратко мешање. Ќе му дадеме и него некоја минута. Ќе го зачинам со соја сос, неизоставен дел, мислам, на било кое јадење, меѓутоа ќе ставам само малку, заради тоа што ми треба да се појави како нишка, односно ќе го засалам јадењето со помош на сол, а не со соја сосот. Како зачин го употребувам во овој случај, а за оваа количина, имам околу литра вода внатре, мислам дека ми треба баш околу половина лажичка, јас тоа во прстов вака го мерам, но ми треба околу половина лажичка сол. На крај тој бибер. Промешајте. И последната состојка, која задолжително ќе оди во оваа супа, ја додавам на крај, заради тоа што на нудлите за супа им треба најкратко време, односно им треба уште 3 минути. Додека ја снимавме сето ова од real time, значи им дадам околу 7-8 минути веќе е на оган супата и сега е време да ги додадеме нудлите. Овие мислам дека не се оризови кои ги имаме ние на пазарот, мислам дека се пченични. Искористете оризови ако сакате. Супер би одговарале во целата комбинација. И сега 3 минути додека не се подготват нудлите и на крај оваа супа јас сметам дека треба да се конзумира со варени јајца. Сварив 2 јајца, ќе ја ставиме супата во чинија, ќе направиме неколку месечинки од јајцата, ќе ги забебириме, засулиме и ќе ја послужиме и ќе имаме полуазиско искуство. Ајде да кажеме дека е полуазиско искуство. Супата е готова. Значи ова е нешто што навистина ви треба многу малку време да го направите, ароматична и прекрасна е. На крај, јас ќе ставам малку свеж целер, меѓутоа само во послужувањето, наместо Макдоналдс, за да биде поароматично. Ситно и сецкано, за да биде баш изненадување.
целерот ми станува еден од фаворит, омилените состојки, буквално, не знам зошто, не дека сега го откривам, туку баш ми станува едно од омилените состојки што често ја користам. И послушате ја супата. Јас прво ќе ставам од чорбата. Земав голем тањер заради тоа што ова е оброк. Значи, ви треба и доволно чорба. Ви треба, а полека ќе додадеме од се она што ставивме како состојки внатре. Ќе ги изберам од внатре состојките, заради тоа што на овој начин би ја послужила супата, би ставила по 2 ракчиња, еден убав прстафат нудли. Тука ми се шитаке печурките. Видете, или? И на крај убав свеж целер и варени јајца. Варените јајца баш ќе бидат изненадување, ама јас ве советувам да им дадете шанса. На нив ќе им става малку маслиново масло, брилијант секако. Останатиот целер ставете го врз јајцата. Тие се изненадување, баш секој кога ќе му послужите ваква чорба ќе се чуди што прават внатре, ама на крајот ќе ви биде благодарен за вкусовите. Помалку бибер и помалку сол врз секој. Мислам дека ми фали уште можеби 1 до 2 лажици чорба за целото ова мноштво на вкусови да биде доволна. И тоа беше се за денес. Ви подготвив една понестандардна верзија на се она што јас сметам дека може да биде оброк, поздрава варијанта или по-специфична, различна, секогаш кога сакате да го разбиете досадното секојдневие и оние стандардни рецепти кои си ги подготвувате за некој ручек или вечера. Апсолутно може да биде и мезе. Се надеваме на подобри времиња каде што повторно ќе се сплотиме со пријателите, па ќе можеме со добра храна и убава чашка муабет да се нахраниме и душата и вака потребата за физички и човечки контакт. А јас се надевам дека вие ќе ни пишувате, ќе ги испробате некои од овие рецепти и ќе им дадете шанса на необичното и различното. Ние се гледаме веќе во следната епизода, да готвиме со Маја, повторно со некакви нови идеи. Мислам дека следната епизода ќе биде фалафел, повторно нешто што не е баш стандардно за нашата кујна. Станете ми добра.